Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Земјоделците производители на пченица и јачмен ќе добијат бараната поддршка од државата за претрпените штети и намалените приноси поради временските услови. Од Министерството за земјоделство се обезбедени дополнителни 10 милиони евра за нивното обештетување, а помош ќе добијат и лозарите и овоштарите. Дополнителни 600 денари од декар ќе добијат земјоделците кои произведуваат пченица, а дополнителен 1 денар за килограм јачмен ќе им биде исплатен доколку произведените количини ги предаде кај регистрирани откупувачи. Тоа е поддршката што е ветена од Министерството за земјоделство поради штетите и ниските приноси од овогодишната жетва, за што се обезбедени 2 милиони евра повеќе од досегашните субвенции. Ова се дел од новините што ги донесуваат измените на програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а што веќе добила согласност на владина седница. Ке реагираме и кај лозовите и овошни насади, каде што исто така родот е преполовен. И на нив ќе дадеме нова поддршка. За таа цел 25.000 лозари и 15.000 овоштари ќе земат зголемена субвенција од 10% по хектар со цел да се надокнати дел од штетата, главно поради измрзнувањето на насадите. Но ова е и мерка од програмата на новата реформска влада за зголемување на субвенциите по хектар. За градинарите исто така одвоивме дополнителни 10% од висината на сегашните субвенции по хектар, а за сточарите поддршката е преку зголемени субвенции за 10% по хектар фуражни култури. Или тоа се уште 2 милиони евра предвидени за реализација на овие мерки предвидени во програмата на владата за првите 100 дена. Николовски рече дека бил усвоен и предлогот да се обезбедат и по 10.000 евра неповратни средства за млади земјоделци. Распишуваме оглас за пријавување на млади земјоделци, а новите критериуми за аплицирани, кои што денес ги пропишуваме со правилник, ќе помогнат средствата да завршат кај вистинските земјоделци, да завршат кај вистинските производители. Освен оваа поддршка, помош од државата ќе добијат и земјоделците кои извршиле подигање на нови насади минатата есен и оваа пролет, а за што ќе можат да поднесат барање за субвенции до 1 септември, за што е обезбеден директен трансфер на 6 милиони евра, што треба да се реализира до крајот на годината. Инаку годинава приносите кај житата потфрлија за 50 до 70% од просекот, односно земјоделците ожнеа по околу 100 до 120 килограми пченица од декар, поради што и побараа финансиска помош од државата. Пресконференција организираше Општинската организација на СДСМ од Кочани, на која беше даден одговор на обвинувањата од ВМРО ДПМНЕ дека не се обезбедени пари за проекти што ги предложила опозицијата. Беше речено дека во изминатиот период од 11 години од државниот буџет биле потрошени повеќе милиарди евра, а Кочани и регионот добиле малку. На пресконференцијата што пред некој ден ја организираше ДПМНЕ од Кочани, можевме да слушнеме куп неостварени желби на партијата која 11 години одлучуваше за животот на граѓаните во општината и во државата. После толку години трошење милиарди и милиарди евра народни пари, тие се сетија дека на општината и на регионот му се потребни инфраструктурни објекти, што додека беа на власт не ги реализирале, па сега сакаат да бидат готови за кратко време. Беше речено на пресконференцијата на Општинската организација на СДСМ од Кочани, на која зборуваше нејзиниот претседател Сашко Костов. Господа од ДПМНЕ, вашата желба за покривање на градскиот базен и пуштање геотермална вода во него ја промовиравте уште за локалните избори 2013 година, кога се сликавте со тогашниот премиер Груевски на истиот, но и по толку години ветувањето остана неостварено. Вие изгледа не живеете во општина Кочани, па и не знаете дека во село Тркање нема градинка, па поради тоа нејзините капацитети не можат ни да се прошират. Вашата желба за изградба на детска градинка во село Тркање ви остана неостварена, исто и како и ветувањето за изградба на канализација во ова населено место. Барате пари од буџетот за државата за изградба на катна гаража, а не кажувате каде ги потрошивте парите од продажбата на државно градежно земјиште во центарот на градот и од комуналите што ги добивте од инвеститорите на зградите во општина Кочани. Направивте кружен тек
За да по кратко време го направивте некаков квази кружен тек, со што го зголемивте сообраќајниот хаос во градот. Изградбата на кружен тек на дуплиот мост ви остана неостварена желба, бидејќи останавте без сомнителни тендерски сделки и провизии. Костов се осврна и на проекти за кои сегашната опозиција побарала пари од државниот буџет, но не ги одржувала ниту веќе реализираните проекти. Сака да државата да ви помогне за водовод во Пантелеј и Рајчани, ама не кажувате дека за лични интереси дозволивте за кратко време да се уништи новиот асфалт на патот помеѓу овие две села. За пречистителна станица и канализација на Пониква нема што да се каже, освен дека во желба да заработите што повеќе продававте градежни парцели за викенд населби без да размислите за основната инфраструктура. Господа од ДПМН, пред да излезете пред граѓаните и да зборувате за вашите желби, што не сте ги оствариле, треба да се прашате самите, каде се потрошија толку милиарди евра од државниот буџет, од кој Кочани не доби скоро ништо. Немојте да зборувате за лицемерие, бидејќи вие одлично го практикувавте во изминатите години од вашето владење. На крајот од обраќањето на пресконференцијата, Костов рече дека е време да се средат сметките и со трезвен ум да се реализираат реално остварливи проекти, што се дел од потребите на граѓаните на општина Кочани и пошироко, а за кои власта, предводена од СДСМ, знаела тоа да го види и да го оствари. Здравствениот дом во Виница доби ново раководство. За нов директор на установата е назначен доктор Венцо Вијунов, доктор по општа медицина, кој што од 2011 година работи во Виничкиот здравствен дом. И во кочанските здравствени установи се очекува да има промени, но се чека на одобрување од Министерството за здравство. Во меѓувреме, во Кочани нови раководства добија 3 училишта. Министерството за здравство излезе со нова информација за именувани нови директори на повеќе здравствени установи, 5 клиники во Скопје, како и на општите болници во Кавадарци, Велес, Битола и здравствените домови во 6 градови во Македонија, меѓу кои и во Виница. Во Виничкиот здравствен дом за нов директор е назначен доктор Венцо Вијунов, општ лекар кој што од 2011 година работи во итна медицинска помош во здравствениот дом во Виница, а инаку во моментов е на специјализација по интерна медицина во Скопје. Доктор Вијунов, како директор на здравствената установа, доаѓа на местото на досегашниот директор доктор Мартин Павлов, кој што е специјалист ортодонт, а веќе 10 години раководеше со здравствениот дом во Виница. Министерството за здравство денеска само излезе со информација за новите промени. Сега ќе се чека на официјално предавање за решението за работа и назначувањето на новите директори. Во однос на Кочанската општа болница, здравствениот дом и Центарот за јавно здравје во Кочани, Министерството за здравство се уште не се изјаснило во врска со новите промени на раководните лица, за кои се очекува дека ќе се случат наскоро. Инаку во Кочани во последниот месец имаше доста промени во раководните лица на образовните институции, односно училиштата. За нов директор на основното училиште Никола Карев повторно е назначен Владо Андов. За нов директор на средното општинско училиште Гошо Викентиев Петруш Сенесов и на основното училиште Свети Кирил и Методий Даниел Кралев. Поставени се главните носачи на мостот на река Брегалница кај Зрновци, кој страдаше во поплавите во февруари 2015-та. Вкупната инвестиција изнесува $800,000, средства обезбедени од Европската Унија преку UNDP. Се очекува мостот да биде пуштен во употреба во почетокот на септември. По изградба на главните чипови и поставување на столбовите кои се носители на конструкцијата на мостот, градежна механизација на конзорциумот Фресине Гранит започна со поставувањето на главните носачи на мостот на река Брегалница, кој што страдаше во поплавите во февруари 2015-та. Од понеделник ќе се започне со поставување на бетонската плоча и асфалтирањето на мостот. Потоа ќе следи поставување на метална ограда од двете страни на мостот, како и одбележување на сигнализацијата пред и околу мостот. Еве пред неколку дена се започна со поставување на главните носачи на поставената конструкција од мостот, потоа предстои поставување на плоча и сето тоа очекуваме дека до крајот на месец август ќе биде реализирано, така да јас се надевам дека навистина во текот на месец септември, почетокот или средината ќе почнеме и со користење на овој мост.
Навистина можам да кажам дека неколку месеци е пролонгиран овој термин, меѓутоа од оправдани причини, бидејќи навистина на моменти беа отежнати условите за работа, меѓутоа исто така, значи, деновиве, според насоките дадени од Министерството за труд и социјална политика, вработените овде не може да работат повеќе од 12 часот. Така да, навистина, тоа одзема по неколку дена, меѓутоа сепак очекувам дека до крајот на месец август и таму некаде почетокот или средината на месец септември да почнеме, значи, да се движиме по овој мост. Мостот е со должина од 96,5 метри и широчина од 7 метри. Вкупната инвестиција изнесува $800,000, средства обезбедени од Европската Унија преку UNDP. Носители на активностите за изградба на мостот, кој ќе ја поврзува општина Зрновци со Кочани, се Министерството за транспорт и врски, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и општина Зрновци. Инаку, додека се гради мостот, сообраќајот помеѓу општините Зрновци и Кочани се одвива по алтернативно решение на неколку метри под мостот. Целосната изградба на мостот се очекува да заврши до крајот на овој месец и истиот веднаш да биде ставен во употреба. Туристичките агенции со полни раце работа. Најголем интерес кочанци пројавија за летување во соседна Албанија, Бугарија и Грција. Помала заинтересираност за Турција, Црна Гора и Шпанија. Традиционално најголем интерес за соседна Грција и Бугарија, а интерес на понуда и голем интерес кочанци пројавиле годинава и за летување во Албанија. Ова се дестинациите каде што кочанци најмногу може да си дозволат да го поминат годишниот одмор. Топлото време ги наполни туристичките агенции, а со тоа и туристичките места во трите соседни држави. Најтрашени дестинации се Албанија, Бугарија и Грција. Албанија аранжманите се движат, тоа е едно место во Драч, се движат од 120 евра до 195 евра. Во цената е вклучено 7 ноќевања, доручок, ручок и вечера и превоз. Бугарија цените се во приватен смештај од 7 евра, хотелите од 10 евра само смештај до 35 евра all inclusive. Грција аранжманите се на 7 дена со поидување од Кочани секоја недела и се движат аранжманите, зависи од кој термин, од најскапото е 144 евра, 7 ноќевања и превоз. Хит годинава се и еднодневните капења за Грција во Паралија и Халкидики, кои чинат од 750 до 900 денари. За граѓаните, близината е одлучувачки фактор за изборот на Грција како летна дестинација. Акција за собирање на мирници и други производи потребни за славата на манастирот Свети Пантелеймон организира група граѓани од Стришанското мало во Кочани. Граѓаните донираа за манастирот и ја покажаа својата хуманост. Акција за собирање прехранбени и други производи кои што ќе бидат од голема помош за собирот на манастирот Свети Пантелеймон, кој што на 9 август се организира во црквата посветена на светецот во селото Пантелеј. Секоја година хумани луѓе од Стришанското мало од Кочани собираат намирници и други производи кои што ќе бидат од голема корист за славата, а ги донираат хуманите граѓани на Кочани. Организаторите на акцијата задоволни од одзивот и хуманоста на граѓаните. Акцијата е од граѓаните за помош на денот Свети Пантелеймон за ручек. Попот однесе една пуна кола, багаж. Сега очекувам 100 кила компири, очекувам 50 кила боб, ориз испратив. Јас сум благодарна на сите наши граѓани што учествуваат за оваа хуманост. На 8 вечерта спроти празникот и на 9 август, на денот кога се чествува споменот на Светиот Пантелеймон, во манастирот Свети Пантелеймон во 8 часот наутро ќе се служи света божествена литургија. По богослужбата, како и секоја година, ќе се служи постно манастирско гравче. Инаку, тече фреско живописувањето на манастирскиот комплекс, така што акцијата за собирање доброволен прилог од верниот народ за сликање на фреските и понатаму тече, информираат свештениците.
Секој заинтересиран граѓанин кој сака да донира и финансиски да го помогне ова духовно светилиште и со тоа да направи богоугодно дело, ќе може да се обрати во манастирот или да уплати на жиросметка во Стопанска банка, филијала Штип, со назнака за фреско живопис на манастирот Свети Великомаченик Пантелеймон, село Пантелеј, на име на православна Брегалничка епархија. Следуваат информациите од спортот. Фудбалската школа Фудбал Старс од Кучани ги започна подготовките за настапот во предстојното првенство во детската и јуниорската лига на Македонија. Тренинзите се изведуваат на теренот во Горни Подлог под надзор на лиценцирани тренери, а се подобруваат и условите за работа на младите спортисти од општината и пошироко. Според планот и најавите, фудбалската школа Фудбал Старс веднаш по празникот Илинден ги започна редовните тренинзи и подготовките за настап во предстојното првенство. Поголем број млади фудбалери кои настапуваат во различни категории на детската и јуниорската лига се појавија на игралиштето во Горни Подлог, каде што клубот тренира и го користи како домашен терен. И покрај високите дневни температури, подготовките се диктирани поради настапите на турнири во предстојниот период. Веќе за 28 август е пријавено учеството на екипата од генерацијата 2005 на традиционалниот богородичен турнир во Скопје. Сите екипи на Фудбал Старс, како и во минатото и во предстојното првенство, ќе настапуваат во истите категории. За новата надпреварска сезона нашиот клуб ќе учествува како во детската фудбалска лига Источен регион, исто така со 4 генерации ќе учествуваме и во регионалната лига. Тоа се генерациите 2001, 2002, 2003 и 2004. Не очекува една доста напорна сезона. Квалитетот во овие лиги е на повисоко ниво, има доста пријавени екипи, но јас очекувам ние да го задржиме рейтингот што имавме до сега, како водечка фудбалска школа во источниот дел на Македонија и со исто темпо да продолжиме и наредната сезона. Имаме неколку нови дечиња во фудбалската школа и во возрастните категории, како што се 2001 и 2002. Од стручниот штаб на Фудбал Старс велат дека се задоволни од досегашната работа, посебно што клубот располага со талентирани играчи, а се нудат можности и за тренерите кои сакаат да работат со најмладите. Има голем интерес од младите категории исто и од големите категории, имаме доста квалитетни деца што може да напредуваат, што може да изгледат добри и фудбалери, не само играчи, кои што може и да го одржат и нашиот постер тука, нашиот клуб Осогово, што ни е водечки тука во оваа околина. Нашиот клуб има големи амбиции и мотиви за работа, останува да видиме што ќе покаже времето. Имаме нови членови, слободно кој сака може да се јави на тренерите во сите генерации. Тука сме 3-4 тренери сега моментално. Се надевам дека ќе има и повише прилив на тренери, на кои што сакаат да работат слободно, може да се пријават и некои тренери за работа. Отворена вратата за разговор со секој, и со родители, и со тренери, и со било каков некој кој што е заинтересиран, значи симпатизер за нашиот клуб, да комуницира и да се договараме за понатаму за нашите успеси во клуб. За подобрување на условите за работа на младите фудбалери од Фудбал Старс на теренот во Горни Подлог при крај се градежните работи за реконструкција на соблекувалните. При тоа поправен е кровот на објектот, поставена е нова столарија, нов под, како и нова електрична инсталација во внатрешноста. Со тоа фудбалската школа ги оправдува оценките дека е најдобра во источниот регион и меѓу најдобрите во државата. И уште една спортска информација. Во рамки на подготовките на фудбалскиот клуб Осогово за предстојното првенство во втората лига Исток се одигра четвртиот пријателски надпревар. На стадионот во Прилеп нашиот второлигаш се сретна со домашната победа, која го победи гостинскиот тим со 2:0. Фудбалерите на Осогово доживеа уште еден пораз во серијата контролни надпревари во подготвителниот период за престојното првенство во втората лига. На гостувањето во Прилеп, жолто-сините се сретнаа со прволигашот победа и загубија со 2:0. Повеќе од евидентна била разликата во квалитетот на екипите и играчите кои настапуваат во двата тима, иако според прикажаното на теренот имало квалитетна игра и можело да се случи надпреварот да заврши и со поинаков резултат.
Со оглед што станува збор за пријателска средба чија цел пред се е да се провери подготвеноста на играчите, не би требало да се донесуваат превремени и сериозни оценки за формата на тимовите во пресет на новата фудбалска сезона. На надпреварот во Прилеп, тренерите на двете екипи им дале шанса на сите играчи, при што били испробани одредени варијанти со фудбалери на определени позиции, а во прв план не треба да се става резултатот. Сепак, прилепчани во четвртокот попладне во Осогово немале достоен противник, поради што имале порелаксиран пристап, послаб дури од тренинг меѓу играчите. Победа дошла во водство од 1:0 со ефектен погодок на младиот 17-годишен Лука Трајковски. Тој во 65-та минута бил од 10 метри со топовски удар под самата пречка и го совладал гостинскиот голман Данев, кој бил најсветлата точка во тимот од Кочани. Конечните 2:0 ги поставил искусниот Александар Крстевски во 80-та минута со удар со глава по изведениот корнер за домашните. Инаку, средбата во Прилеп се одиграла под доста топло време, иако започнала нешто пред 18 часот. При тоа имало и неколку стотини гледачи, колку што понекогаш присуствуваат и на првенствените надпревари во првата лига. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.